Вести на Канал 8. Добар ден. Нови случаи на измачување кучиња се регистрирани во Кочани. Граѓани биле сведоци кога лице, евидентирано како насилник, ги малтретирало животните, поради што бараат институциите повторно да преземат мерки против него. Тони Ајтовски со деталите околу случајот. Се повторуваат ли злоставувањата и малтретирањата на бездомни кучиња во Кочани, какви што имаше пред 2 години? Ова е прашањето што го поставуваат граѓаните, кои реагираа во нашата редакција дека и самите биле сведоци на нехумано однесување кон животните, што биле врзувани, тепани и измачувани, а се сомневаат дека на зафрлени места во градот можеби има и убиени кучиња. Сомнежот паѓа на лицето кое и претходно беше осомничено за силување и агресивно однесување, дека ги повторува делата откако било пуштено од издржувањето на затворската казна. Граѓаните велат дека се плашат и за сопствената безбедност, поради што неопходни биле мерки од надлежните органи. Исто повторува ги делата со кучињата, врзува ги, малтретира ги, тепа ги и кој знае што уште не и прави дека ги воде по тие темни подруми таму во зградите и на некои други локации. Имаме го пријавувано во полиција, до сега не е ништо преземено. Јас на 2-3 пати му имам одземено, ослободено куче врзано со некои таму жици таму за врато. И така, значи, таа работа се повторува и никој не презема ништо. Тој беше во затвор за друго дело и не се процесира тај предмет за измачување и убивање на животните. Од контакти со граѓани, сопственици на кучиња, добиени се информации дека им исчезнале домашните љубимци, а тие се сомневаат дека веќе нема никогаш да ги видат. Активистите за заштита на животните бараат почитување на законските одредби, за да се спречат потешки последици во кои можат да страдаат и луѓето. Се прашувам дали некој го почитува законот за заштита на правата на животните во оваа држава и дали ќе преземе мерки. И се прашувам дали што се подхранува еден психопат да работи што сака, дали тоа утре нема да го направи на некое дете. Костов вели дека мерките за справување со бездомните кучиња во Кочани дале само делумни ефекти, односно и покрај заловувањето и обележувањето од надлежните ветеринарни служби се забележуваат нови животни кои скитаат по улиците. Поради тоа се јавува сомневање дека можеби некој намерно ги носи овде од другите градови заради сопствен бизнис интерес. Повторно се запали градската депонија кај селото Бели, при што чадот ја прекри околината. Слично поголемо палење имаше во текот на летниот период, поради што граѓаните реагираат со барање за поголема акција со која ќе се спречи загадувањето на воздухот. Облаци од густ и смрдлив чад повторно се издигаат од градската депонија во близина на патот кон Пониква, а оттаму се прошируваат по целиот планински предел. Белиот чад беше видлив во текот на денот од сите локации во градот, а со помош на ветрот се разнесуваше кон блиските и подалечните планински села. Жители на улиците во населбата Варница и Белско Маало рекоа дека цело претпладне чувствувале мирис на изгорено, па во телефонските јавувања реагираа до нашата редакција. Вознемирени биле поради помислата дека во близина има пожар, со оглед што мирисало на запалена пластика и слични материи. Ова не е прв пат да се запали градската депонија, но е посериозен случај откако слично запалување имаше и во средината на летото. Ако тогаш високите дневни температури го помогнаа проширувањето на огнот, граѓаните се зачудени што сега временските услови се поинакви, па претпоставуваат дека причината за палењето можеби е човечкиот фактор. Со својата местоположба и присуството на запалливи материи, оваа локација е потенцијална опасност за поголеми пожари во околината, а уште повеќе за загадувањето на животната средина. При последниот сличен случај од комуналното претпријатие Водовод, кое стопанисува со депонијата, рекоа дека се врши постојан надзор на локацијата, а околината редовно се заорувала за да се спречи ширењето на огнот, со оглед што во близина има и повеќе викенд куки и лозја. Домување и субстандарни услови за живот на ромското население беше темата на денешната тракалезна маса во Виница во рамките на проектот подржан од Европската Унија. Истиот се спроведува во 10 општини во државата. Градење мрежа меѓу ромските организации во насока на засврстување на позицијата на ромското население, во донесувањето и спроведувањето на локалните одлуки кои се од нивни интерес, е целта на тракалезните маси што се организираат во 10 општини во државата, меѓу кои и во Виница.
Градовите се избрани онаму каде што има поголема концентрација на ромско роми. население. Темата која што вие ја наведовте всушност не е тема на проектот, туку е тема на самото локално население, на невладините организации, граѓанските организации и локалната самоуправа. Овој проект всушност тоа и го нуди. Се обидува да воспостави мрежа на ромски граѓански организации со кои што има за цел да ги вклучи ромската заедница во носењето на локалните одлуки, заедно да го одлучуваат приоритетите на кои што ќе треба локалната самоуправа да работи и заедно да го спроведуваат она за кој што ќе се договорат низ процесот на донесување на одлуки. Покрај ова што ние го правиме, значи покрај овие 20 тркалезни маси, за цел има и да се зајакнува граѓанскиот сектор преку организирање на различни обуки. Осем тоа, ние сега само скоро што завршивме, се доделуваат грантови во помала сума од 5000 евра. Скоро завршиме со тоа и мислам дека се доделени 13 грантови. Ромска организација од општината доби грант од 5000 евра, кој треба да го искористи токму во спроведување на целите на проектот, продлабочување на соработката со институциите и решавање на приоритетите за ромското население. Инаку, во Виница има повеќе од 1000 роми, а еден добар процент од младата популација активно е вклучена во предучилишните и училишните установи во градот. Во тек е подготовката на деталниот урбанистички план за Пониква од страната што и припаѓа на општина Пробиштип. Веќе се одржа јавна расправа, по што се очекува планскиот документ да се донесе и да биде основа за натамошен развој на зимско-рекреативниот центар на Осогово. Поради немање плански документ за урбанизација на делот од Пониква што и припаѓа на општина Пробиштип, постојат законски пречки за развој и искористување на капацитетите на планинскиот центар. Изработката на деталниот урбанистички план е при крај, со што локалната самоуправа на Пробиштип ќе добие важна основа врз која понатаму ќе може да се реализираат активностите на терен. Со оглед што е одржана и јавната расправа за планот, останува уште последната активност, односно неговото донесување, со што ќе се надминат законските пречки за изградба на планираната инфраструктура и објекти на Осогово. Според градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски, тие веќе продале поголем број од градежните парцели што се наоѓаат на нивна територија, а што се наменети за изградба на викенд куки, одморалишта и хотели. Новиот детален урбанистички план кој што се простира на површина од 30 хектари и ќе овозможиме со овој детален урбанистички план дополнителен развој на Пониква. Таму има опфатени парцели за викенд куки, за хотели, за одмаралишта, за спортски објекти и други намени, со што мислиме дека сите заинтересирани во наредниот период ќе можат да си купат парцела и да изградат сопствен објект, а ние како локална самоуправа ќе се потрудиме да паралелно да ги следиме со изградба на инфраструктура. За натамошен развој на планинскиот центар на Пониква неопходно е решавање на инфраструктурните прашања пред се изградбата на нов водовод и канализацијски систем што им припаѓа на општините Пробиштип и Кочани. Тоневски вели дека во план е продолжување на постоечките и изградба на нови скијачки патеки и ски лифтови. Осветлени се дел од патеките, купена е опрема која што треба да ги обслужува постоечките патеки, меѓутоа нашите планови се да продолжиме уште поактивно, да направиме продолжување на постоечките патеки, како и изградба на нови скијачки терени во поголема должина и изградба на нови жичари, со што ќе овозможиме навистина Пониква да добие епитет на најубав зимско-рекреативен туристички центар во источниот дел на Република Македонија. Градоначалникот на Пробиштип додава дека за почетокот на идната година се очекува да се доврши сообраќајното поврзување на пробиштипското село Турско Рударе со Кочанското Рајчани, а оттаму и до Пониква, со што жителите од оваа општина, но и од североисточниот дел на Македонија, ќе можат побрзо да пристигнат до зимскиот туристички центар. Било планирано тендерот за изградба на патот да се распише по одржувањето на предвремените парламентарни избори, а целата инвестиција би чинела околу 5 милиони евра. Средби со писателите Киро Донев и Горијан Петрески се одржаа во основните училишта Раде Кратовче и Свети Кирил и Методи.
Активноста е дел од одбележувањето на месецот на книгата, а продолжуваат и во текот на утрешниот ден во останатите 3 училишта во Кочани и Оризари. По повод месецот на книгата, кој што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, во организација на општина Кочани се реализираат средби на писателите Киро Донев и Горјан Петрески со учениците од основните училишта. Писателите на првиот ден од активноста остварија средби со учениците од основните училишта Раде Кратовче и Свети Кирил и Методий. По повод месецот на книгата, како и секоја година, и оваа година општина Кочани организираше средба на познати македонски писатели со учениците од нашите училишта. Средбите почнавме од Раде Кратовче, потоа продолжуваме во останатите училишта, 2 дена ќе бидат средбите и ме радува оваа година што покрај писателите Киро Донев и Горјан Петревски, учество зема и Македоника Литера, издавачката куќа Македоника Литера, што значи се збогатува програмата со промоција и на самиот издавач кој што има голема и клучна улога во издавањето на една книга. Ова е една нова генерација ученици која навистина знае да другарува со книгата и покрај тоа што многумина се жалат дека сегашните генерации не читаат, но не е тоа пример во Кочани. Оние, така било секогаш, оние што читале, оние што не читаат ни сега, но овде во Кочани навистина има една атмосфера, еве јас како писател сум задоволен од тоа како допираат моите книги до читателите. Во оваа пригода еве бија Марта е една лектирна книга за 8-те одделенија, но по барање на читателите, јас веќе во следната година, на почетокот следната година, го напишав и вториот дел на Марта, се вика со наслов Марта М. Горска, а ќе биде објавен на почетокот на вистина од нареднава година. Воедно ќе бидат промовирани и книгите Збркана сказна, Училишен театар и Амбулија што лае од Киро Донев. Средбите и активностите со учениците и писателите продолжуваат и во текот на утрешниот ден, која ќе бидат посетени учениците од основните училишта Никола Карев, Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков од Оризари. Во основните училишта во Кочани продолжува реализацијата на проектот Родителите во улога на предавачи. Средба и едукација се одржа во основното училиште Малина Попиванова, овој пат меѓу учениците и полицијата. Родителите во улога на предавачи е проектот кој што и понатаму продолжува да се реализира во основните кочански училишта. Станува збор за вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес на таков начин што своето образование го користат да им предаваат и да им помогнат на учениците во делот што е од нивната област и работа. Родителите на учениците од основното училиште Малина Попиванова, кои што работат во полициската станица Кочани, им одржаа предавања на учениците. Па од наша страна даваме еден допринос за да ги едуцираме децата во врска со злоупотребите, штетноста на тие сите видови на опојни дроги. Тие се моментално во таа возраст, поготово денешниот ден што е закажан една трибина наша да ги запознаеме, значи во таа возраст што е потребно и неопходно да ги информираме и едуцираме децата. Мислам дека има голем удел ова, пошто се работи за деца од 15 и 14 и 15 години, тоа се ипак деца во таа возраст што моментално доаѓаат највеќе во контакт и преку интернет и преку другите медиуми со овие видови на дроги и други наркотици. Соработката на училиштата со полицијата и останатите институции продолжува и понатаму, каде што родители од областа на здравството и културата ќе бидат во улога на предавачи за едукација на учениците. Следуваат информациите од спортот. Учениците од основното училиште Раде Кратовче, кои што победија на општинскиот надпревар во пинг-понг на 4 ноември, заминуваат за Битола, каде што ќе учествуваат на државниот надпревар. По интензивните подготовки очекуваат и оттаму солидни резултати. По победата на општинскиот надпревар во пинг-понг што се одржа во основното училиште Малина Попиванова, учениците од основното училиште Раде Кратовче интензивно се подготвуваат за државниот надпревар што ќе се одржи на 4 ноември во Битола. Учество, голем број на ученици од сите општински училишта
имаше преку 40 машки и околу 10 девојчиња. Надпреварот, како што кажа, беше одржан во училиштето Малина Попиванова и првите места ги освоија учениците од нашето училиште од Рај Кратовче, значи првото, второто и третото место, значи покажа дека се и најуспешни, бидејќи и тоа е од целата работа што ја вршиме во нашето училиште, значи макотрпната работа. Имаме една маса пинг-понг што ја купивме, значи со преку хуманитарна акција и значи веќе кога се има услови, значи ја очекуваме нели и успеси и тоа го покажуваме на дело. Веќе утре заминуваме за Битола, каде што ќе се одржи државниот надпревар. Исто така организиран преку Сојузно училиште на спортови на Македонија во Битола, исто како што кажа, значи во пинг-понг, каде што ќе земеме учество само учениците, значи од машката конкуренција, од ученици. И утре со колегата со наставникот Тони заминуваме за Битола и се надевам дека од таму ќе успееме барем ништо да се покажеме тоа што го имаме реномето како најдобри пинг-понгари барем во општината. На општинскиот надпревар во конкуренција момчиња првото место го освои Иван Јанков, второто Виктор Паунов и третото Александар Ѓоргиев, сите од основното училиште Раде Кратовче. Општинскиот надпревар во пинг-понг беше во организација на предметните наставници по физичко и здравствено образование и Сојузот за училишни спортови Кочани. Младите фудбалери на Фудбал Старс во првенството на детската лига забележаа 2 победи и 1 пораз на гостувањето во Делчево. Исто така и на надпреварите во јуниорската лига имаа делумен успех, при што постигнаа 1 победа и 2 порази. Во детската фудбалска лига Источен регион се одигра 7-то коло во кое екипите на Фудбал Старс имаат делумен успех, забележувајќи 2 победи и 1 пораз во категориите во кои се надпреваруваат. Трите екипи од генерациите родени од 2004 до 2009 година како гости играа во Делчево со своите врсници од Брегалница. Најмладите фудбалери од генерацијата 2007, 2008 и 2009 не дозволија изненадувања и продолжија со добрата игра, при што постигнаа убедлива победа од 4:0, додека една година повозрастните нивни клубски колеги победија со 6:4. Екипата од генерацијата 2004-2005 година доживеа пораз од Делчевци со резултат 6:1. Во рамки на Општинската фудбалска лига исто така се одигра 7-то коло, во кое Фудбал Старс претрпе висок пораз од 4:1 од посилната екипа на Злетовка. Во Југоисточната регионална лига кочанските млади фудбалери родени 2003 година на домашен терен се сретнаа со Плачковица и победија со резултат 6:2. Во 8-то коло на јуниорската регионална лига Фудбал Старс гостуваше во Крива Паланка на екипата на Премиер. При тоа нашите јуниори од генерацијата 2000 беа поразени со 1:0, додека генерацијата 2001 ги победи кривопаланчани со истиот резултат. Почитувани, толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.